Кога станува збор за онаа проблематика која што е пресензитивна, особено за колективната меморија на јавноста, исчезнувањето на децата. Која е улогата на образовниот систем, на самите наставници во детектирање и рано превенирање од вакви случаи? Уште кога се слушнавме за која тема ќе се разговара, секако е доста чувствителна и вознемирува и кај нас вработените во училиштето, нормално и кај родителите. Меѓутоа, ние како воспитно-образовни институции имаме обврска и должност да ги заштитуваме и да се грижиме за нашите ученици и да им посочуваме и да ги едуцираме токму на оваа тема исчезнување на малолетни деца. Тоа најчесто го правиме во училиште преку Министерството за внатрешни работи, кога доаѓаат да одржат некое предавање токму на оваа тема, или невладини организации каде што имаме доста експерти кои што исто така се доста упатени во оваа тема и знаат да го прилагодат предавањето на возраста на учениците, зависно на кои ученици им држиме тој ден предавање за темата исчезнување на деца. Јас можам да кажам дека сум среќна што во околинава, во училиштава не се случуваат вакви работи, не де Боже да се случуваат, меѓутоа предпазливоста и превенирањето има најголема улога за да можат учениците на време да се соочат со такви проблеми или доколку се најдат во таква ситуација да можат да постапат најправилно што можат. Спомнавте во неформалниот дел, особено социјалните мрежи и периодот на исчезнување на децата, кога всушност тоа се случува? Така, јас токму на оваа тема кога ми се јавивте, читав некои податоци и навистина еве има податоци кои што можеби јас лично не сум ги знаела. Вели најчесто децата исчезнуваат во период кога одат на училиште сами, доколку доаѓаат, и кога се заминуваат од училиште сами, и во оној период помеѓу 18 и 19 часот, кога децата се на игралиште, надвор, заминуваат со другарчињата да се сретнат, тоа е оној период кога се случуваат такви немили настани. Меѓутоа и многу често им посочуваме на учениците да внимаваат на социјалните мрежи, да не се допишуваат со секого, бидејќи не знаат од таа страна кој е, да не даваат нивни податоци, а во ниту еден случај да не се договараат за средби, разговори по телефон, среќавања, за да не дојде до такво исчезнување. Тоа се обично деца кои што се подолг период на мобилен, на социјални мрежи, дали е Facebook, дали е Instagram, нивните социјални каде што комуницираат, и многу да внимаваат кога се сами надвор, значи да не влегуваат во непотребни разговори со непознати личности, никако да не тргнуваат со непознати личности нешто да покажат или тие да побарат од нив некоја услуга, зашто сепак се тоа деца и може да бидат прелажани и најчесто се тоа повозрастни лица. Ја во мојот дел велам дека образовниот систем, особено наставниците и останатиот персонал во училиштата, имат клучната улога во рано детектирање. Што може да направи еден наставник во ситуација кога, да речеме, го нема еден од учениците? Така. Овдека се согласувам целосно со вас, значи ние сме секогаш на браникот на она што можеме да го спречиме да не дојде до нешто поголемо. Првичната информација ја добиваме ние од наставникот, што значи дека наставникот секогаш и сега го прават тоа, доколку ученикот го нема на првиот час, а немаме најава од родител дека ќе отсуствува, тие веднаш ги контактираат родителите. Па потоа пренесуваат кај нас во стручна служба за да може да се реагира, превенира и така натака. Обично децата не доаѓаат на првите часови доколку имаат нешто закажано со нивните родители, а па поголемите доколку сакаат да задоцнат и да испуштат некој час, па ќе кажам, фала Богу, не се случил некој немил настан, меѓутоа наставниците, службата и сите ние сме должни веднаш да ги информираме родителите. И нешто што е многу битно, а треба да го знаат и родителите, без разлика за што се работи. Дали е за обид за
грабнување на дете. Успешен, неуспешен, посебно неуспешен. Веднаш да се информираат институциите како што е Министерството за внатрешни работи, зашто тие треба да знаат за било што се случило. Не треба да се молчи доколку нешто не е успешно. Значи секогаш да бидат информирани за да може да се спречи повторно таков напад. Кој е важна таа улога помеѓу наставникот и родителот и детето? Во ситуација на не дај Боже да ако првите 2 часа го нема детево, што тогаш се случува? Како се пристапува? Така, најбитна е комуникацијата. Веднаш том ќе се забележи во училиште дека детето го нема на училиште, се информираат родителите. Потоа родителите е многу битно да не информираат што се случило со нивното дете доколку нели не дошло на час, болно, ако е тоа е веќе сосем оправдано, а доколку нели сака, како што кажав, да не присуствува на тој час, повторно да ни се јават дали во служба, дали кај наставник, да го информираат, ама секогаш да ја говорат вистината. Тоа е многу битно, зашто и вистинската информација може да спаси било што се случува. Тоа е најбитното. Во делот на таа двонасочна комуникација, родител, наставник, педагог, директор, колку тие се сепак мали деца, може би не до толку се свесни за опасноста, меѓутоа како им пристапувате, да ги информирате на некој? Зошто велам јас и кога имаме експерти, кога ни држат некои едукативни предавања, битно е нивото на разговор и оно што сакаме да го кажеме на детето, да го прилагодиме на неговата возраст. Тие дечиња ние ги упатуваме во сите немили настани што се случуваат уште кога ќе дојдат кај нас во прво оделение. Меѓутоа ви кажав, на нивото на нивната возраст. Да внимаваат со кого разговараат, да не се движат сами, да не подлегнуваат на, што велиме ние, манипулации од страна на повозрастни, па и на деца поголеми. Дека треба да им покажат нешто каде се наоѓа или нешто да дојдат да им дадат дека нивните родители им испратиле или некој нивен роднина им испратил. Значи никогаш да не заминуваат со особа која што им е нив непозната. Да не се оддалечуваат од кругот на училиштето, да бидат секогаш тука во близина, односно во дворот, нашиот двор е заграден, нормално вратите се затвараат и да внимаваат со кого разговараат, а посебно внимание да се посочи на социјалните мрежи, иако нели пишува дека се тие социјални мрежи за над 18 години, не би сакала нели да кажуваме невистине, знаеме дека и децата под 18 години, па дури и под 15 години имаат своји профили, комуницираат со секого. Тоа исто така многу треба да се внимава, да внимаваме и ние како воспитно-образовни институции, меѓутоа да внимаваат и родителите дома што се случува со нивните деца и да ни кажат доколку нешто забележат. Исто така и ние да пренесеме на родителите ако сме забележале нешто кај нивното дете. Моника, ти благодарам многу за овој разговор. Благодарам и на вас за можноста да кажеме нешто што е чувствително.